Технологијата никогаш не престанува да ни изненадува. Повторно, значи денеска, дали се слушаме сите добро, дали сме одмутнати, тоа е најдобро. Повторно, значи денеска се наоѓаме во мојот дата дом, јас сум Цетковски Гораст, вашиот spiritual, digital, vegan life coach. Во дата мојот и денеска имам чест да го имам на гости нашиот Ненад Молеровиќ, човек кој што многу долго време се моткан из IT заедницата, добро познат од сите, човек кој што 10 години има работено во Калифорнија за Сицилијанската долина, и таму правеа и изработуваа сицилијанци, затоа има толку многу луѓе во Сицилија моментално што живеат. Се врати во Македонија, како најубавата земја за живење. Слагам. И тука ја основа компанијата Lean SEM, која што е компанија која што се занимава првенствено со Google и услугите кои што ги носи Google. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам на поканата. Ти благодарам што ја прифати нашата покана. Одлична Ти канцеларија. Што се осуди тука со мене без маски да седиш. Да. Карши, тоа е храброст во овој момент. Најнапред. Накратко да ни објасниш што е Lean SEM. Океј, значи ние сме агенција која што се занимава... Чекај да те... Да. Така многу ме сеќаш на старт. Значи, она што ние работиме, како што спомна, пред се Google, меѓутоа ги работиме сите paid digital платформи, Facebook, Instagram, LinkedIn. Она што е главно она што е најважно за нас е тоа дека работиме со клиенти кои што имаат многу повисоки буџети, затоа што вака да го сумираме од high level, нели што се вика. Разликата во маркетингот и комплексноста на датата е исклучува заради големината на буџетот или малината на буџетот. Со други зборови, значи доаѓа компанија за производство на бурек, например, и вика ја сакам да се рекламирам на Google, доаѓа кај вас и вие што и правите? Океј, ако е за бурек, предпоставам доаѓа од балканскиве делови. Строго од Дебар. Нели? Дебар мало. На тие луѓе про боно ќе им помогнеме. Аха, добро. Да. Иначе другите сите треба да трошат минимум $50,000 per month, за да воопшто почнеме да дискутираме за кои стратегии се најважни, за како најдобро, затоа што на крајот сите клиенти бараат да им повеќе клиенти за помалце пари. Така. Ви го хендлате појавувањето на рекламите, односно нивните банери на Google и како се кажа афилиит што ги имаат Google. Да, тоа се банерите, иначе се search реклами горе. Да. Тоа се значи рекламите што се појавуваат горе. Кога пишува да спонзорирана реклама, Да, тоа се работите кои што ние работиме. Да ни објасниш отприлика, знаеме дека Google точно таргетира што како функционира тој начин, тој механизам, таа машинерија. Океј, значи треба да симплифицираме, нели? Ќе видиме. Ќе видиме. Ти тргни, па јас ќе ти кажам кога ќе значи, премногу. Ќе ви дам тогаш малку историја, мислам дека е интересно. Да. Значи пред Google нели беа Alta Vista, ако ти Како не, Alta Vista? Нели Alta Vista, Yahoo и така натаму и така натаму. Сега првиот проблем што они го среќава во тоа време без никакви machine learning модели, без многу дата, не ја знаеа интенцијата на човекот. Тоест не го знаеа главното прашање беше дали имаш интенција да купиш или имаш интенција да дознаеш. Нели? Тоа уствари премина понатаму во или имаш informational query, search, или имаш buying intention, така? Сега, Yahoo во тоа време, пошто повеќе беше директориум наместо search engine, он има слайдер каде што ти како юзер ќе кликнеш на слайдерот, знаеш што ја барам фриленсери, ама сакам да ги вработам, не ми треба, не барам ја да бидам фриленсер, тогаш ќе трнеш на кај buy. Сега, Google накратко успеа да го сконта целиот тој бизнис модел. Нивниот бизнис модел е еден од најдобрите на светот заради тоа што е трка до врвот. Тоест, ти како адвертайзер треба да платиш се повеќе и повеќе за да го добиеш вниманието на тие кои што потенцијално би ти биле клиенти. Така, со оглед на тоа што имам работено во Upwork, таму е обратно. Таму е трка до, нели, па цело време бидуваш помалце за да го земеш клиентот. Кај Google е обратно. Сега,
Мислам дека надвор сите знаат дека Google знае многу за тебе, меѓутоа тоа уствари беа првите почетни чекори, каде што врз основа на твојата search историја, што бараш, можам отприлика да предвидам што ќе бараш или што ќе ти треба во иднина. Така. Кажи ми, во однос на собирање на дата майнинг, дата податоци, дали што слуша Google? Што всушност ние чекираме со она Terms of Services или I accept и така дале. Што му дозволувам јас на Google да дознае од мене? Океј, значи тука сите детали можете да ги најдете онлайн, сега да не ги зборам сите, меѓутоа има неколку главни, значи прво ти ги знае персоналните информации, име, презиме, пасворд, знае кај живееш. Ако имаш некакви кредитни картици кои што ги користиш, знае од каде се, знае каде ги користиш потенцијално. Ако имаш Google Assistant, те слуша, ти го препознава гласот, нели првото нешто што ќе го сетираше да ти го научи гласот, така да со тек на време претпоставувам е многу поедноставно да сконта какви емоции имаш. Си нервозен, не си нервозен. Нели? Че има тука многу. Ја мислам дека главната работа каде, значи да е само search и да ти генерализира твоите срчеви, ќе дознае многу. Меѓутоа сега тука имаш Google Maps, имаш Google Assistant, имаш Gmail, кој што е голем сорс на информации, така да кога ќе се направи комбинација и релација на сите тие, ја мислам дека не само дека те знае подобро од мајка ти, како што викаат, те знае подобро од самиот себе. Google соработува, претпоставам, со сите други апликации, условно кажам, на еден мобилен телефон. Прати, што кликам на Facebook, што кликам, не знам, на да речеме на AliExpress, не знам што сум гледал на X видеос и така натаму. Не знам дали ако користиш конкретна апликација која што не е во на Google доменот дека он ги прати тие работи, освен ако немаш Google Pixel телефон, па можеби потенцијално ќе знае кои апликации си ги отворил, меѓутоа нели има тука некакви privacy контрол каде што нема да ги дознае сите информации, погодува ако не е негова апликацијата. Се ме интересира, спомна ти дека Google одлучува кој оглас ќе го појави горе, да речеме, во однос на тоа кој плаќа и колку плаќа. Тоа е единствената норма, тоа се појавува горе. Значи, затоа што може да има, значи, зборам за клиенти кои што едноставно не влегуваат во ракурсот и во оние договори, не ги исполнуваат сите договори како што треба према Google и према другите, но едноставно има доволно пари за да плати. Како Google го филтрира тоа, дали смее да оди горе без разлика на кешот или не? Значи, зашто Google и она што го спомнав на почетокот со Yahoo како директориум, зашто Google стана толку добар е заради тоа што пред се фокусираше на релевантност. Значи, не можам да ти дадам јас ако сум, не знам, осигурителна компанија и имам длабоки џебови, ја можам цело време да го ставам горе, така. Меѓутоа затоа он го има измислено тој quality score концепт, каде што вика дека треба да е релевантен пред се едот за да ти го покажам. Значи он уствари вика ти треба да имаш длабоки џебови и висока релевантност, колку повеќе од тие двете ги имаш, толку погоре ќе бидеш. Како ја ранкира релевантноста Google? Click to rate на едот. Тоа е едниот од сигналите, меѓутоа има многу други сигнали тука. Првиот сигнал на енџинот дека уствари си релевантен, доколку твојата реклама ја кликаат луѓе. Колку повеќе ја кликаат во сооднос на конкурентите, Google мисли дека си порелевантен. Така. Да го тргнем малце Google на страна, ме интересира нешто за твојата приказна. Кажи ми ти, како се случи 10 години во Калифорнија, работеше, доволно сицилијанци таму ископа, сега копаат биткоини, тогаш сицилијанци се копаа. Тогаш копаа биткоини. Да. Ама добро, тогаш коини беа тоа. Да, коини беа. И со коини се копаше во нашите градови. Кажи ми малку ти историјата, како отиде, што работеше таму, Upwork, кога, како и се врати. Да, бев таму од 2008 натаму наваму скоро до 2015, се враќам во 2015. Овде намерата ми е да ја почнам во мојата глава, се уште тоа стои како премиум агенција која што не постои нигде во светов. Главната причина што мислам дека можеме тоа да го направиме од Македонија е тоа што прво и основно сите сме луѓе со глава и две раце, без разлика дали си у Сицилија. Има и други. Да не бидеме расисти, има и луѓе без некој од овие делови. Да, има, точно. Добро, ја свртен на друга страна, очеков на друга кидеш, ама добро. Да кажам дека дечки вие може да поставувате прашања за нашиот гостин за се во врска со Google, со работата негова на Upwork и евентуално детали во однос на функционирањето и работата на Google во однос на вашите податоци. Извини, повели?
Да, значи уствари на Upwork, додека работев за нив, правев многу ресерч на страната на кои се клиентите, какви фриленсери бараат, што им е важно и што накратко тоа што го дознав е дека ирелевантно е каде живееш, тоа сега со коронава нели сите го знаеме. Ирелевантно е каде живееш, не им е битно они да заштедат 2, 3, 5 долари пер саат за човек кој што е стварно добар. Значи, накратко, нив им е важен квалитет. Кога они би биле сигурни во квалитетот, без разлика каде живееш, нели, можеш да ги добиеш како клиенти. Тоа ми беше идејата со LeanSEM. Сакав да ги најдам исклучиво играчите овде и да ги научам од нула се што ја го знам и да продолжиме да еволуираме во, не знам, мојата визија е дека дека LeanSEM ќе надживее, не дека ние ќе умреме порано, нели, него дека ќе биде овде за 100 години и ќе се дуплицираме со се подобри и подобри луѓе од нас. Добро, тоа е многу кратка приказна за ваква успешна сторија, да ти кажам право. Ме интересира, дали знаеш како Google го користи AI и machine learningот во однос на подобар пласман на адовите, да? Значи, со целата оваа плетора на информации што ги има од сите апликации што ги користиш, без разлика дали си sign in во Google со твојот user акаунт или не, така? Он ги користи сите релации, прави релации своји, предвидува, тоа е уствари artificial intelligence, нели, билда свој networks, over time гради нови и така натаму. Значи, предвидува што е тоа што ќе се случи. Има многу дата, така да претпоставам дека повторно Google ќе знае многу повеќе кога си ти спремен да купиш куќа, од кој ќе купиш куќа, најверојатно ќе ти требаат завеси, шпоред, сите тие добри ствари, така да нели логично е сето тоа да може да го isпроцесира, поготово кога има повеќе дата него ти лично самиот. Така. Ги групира ли Google во однос на податоците луѓето на групи? Или на колку групи мислиш дека ги групира, да речеме? Како мислиш групира? Па во однос на, да речеме, нели, сега групира машко-женско. Па после оди на тоа на купувачи, сега кажа сам и има Google направено повеќе групации кои што ги складира луѓето или пак за секој човек прави што вика тоа tailor, значи посебна ткаe, посебна мрежа. Мислам дека повеќе во второто, мада не сум точно сигурен за тоа како ги групира или дали воопшто ги групира. Мислам дека имаш личен профил каде што те прати со тек на време кои би ти биле тебе следните потреби пред ти да ги дознаеш. Има начин да се дознаеш што знае? Не, да се кажи го да му се влезе македонски. Да се фрли едно стотче, да речеме, не, дали има шанса да се зезне, да се заобиколи алгоритмот на Google некако, да се условно кажано, можеби не хакира, но да се Збориш од advertiser standpoint. Да, од страна, да речеме, на ти за да добиеш подобар пласман во однос на тоа што би требало регуларно Google да го извади. И дали би го практикувал тоа? Ако збориме за black hat тактики, не. Значи, тоа може да некој најде некоја таква тактика која што ќе трае недела, 2, месец, 2. Меѓутоа Google точно тоа го прави заради релевантноста, ќе те сконта како и да е. Значи, целата поента и од SEO како е почнато и Webmaster Tools, Search конзола сега што го имаш. Тоа е за ти да му даваш информации на Google за да може да разбира со тек на времето кои се спамери, дали се ти еден од нив. Така да има многу информации околу тоа. Од аспект на тоа дали можеш да ги оптимизираш ако прашуваш самите кампањи, да. Мислам тоа ни е нашето форте, точно тоа го работиме. Знаеме како да го максимизираме буџетот за самиот клиент. Спомна преска некоја сума илјадници долари за да се почне со кампања кај вас. Имате ли македонски клиенти? Значи се странски клиенти. Што барат најчесто од вас клиентите? Повеќе клиенти за помалце пари. Еве ти буџет, донеси ми највише што можеш, тебе ти верувам повеќе него на сите овие други овде. И вие му го распоредувате буџетот во однос на колку? На што? Само на Google или воопшто зависи од клиентот, зависи од индустријата. Ако за некого е поисплатливо и поважно да, не знам, иде преку Facebook прво или таква му е самата индустрија, тогаш тоа ќе му го предложиме. Значи ние реагираме буквално како интерен тим на нашиот клиент. Значи тоа е една од уникатностите што имаме во споредба со другите агенции, заради тоа што ние не бараме клиенти по секоја цена, него навистина сакаме да им го дадеме тој in-house сервис и тоа и го препознаваат. Заради таа причина клиентите со нас 4 години и повеќе, од последниве 6. Значи не гледаат како интерен тим за кој што нема потреба да го сменат.
Колку луѓе сте вие во Околу 20 на моментално. 20? А колку клиенти имате? Околу 20. Рациото го се трудиме да го зачуваме еден клиент на еден акаунт. Значи вие условно кажано вие сте приватна маркетинг агенција, да речем, за одреден клиент, кој што од вас за идеален клиент. Да. Го имаме многу добро дефинирано. Да, значи за клиент кој што ги заслужува Нашето време. го заслужува вашето време и вашето внимание. Од која држава најчесто доаѓаат клиенти? Америка се скоро 90% од нив. Значи имаме клиенти као имавме мастерклас беше со нас, Udacity е се уште клиент повеќе од 2-3 години, Emeritus е друг, Dialpad е еден од поголемите. Има некоја гранка која што поголеми дел од клиентите доаѓаат од таа, не знам, едукација, не знам. Да, имаме доста едукативни, имаме 3-4 клиенти кои што се бават со онлайн едукација. Имаме SaaS и B2B, претежно имаме 2-3 што се e-commerce, така да не е industry specific, буквално се all around. Така. Кажи ми, кои аспекти се важни кога го правите подготовката за огласување? Што најчесто на што најчесто внимавате кога станува збор за тоа? Значи, прво нешто што правиме, влегуваме и правиме одит на самиот акаунт. Значи, се до сега што имаат направено, пробуваме да искористиме датата што веќе постои, за да знаеме што функционирало или што не функционирало. И врз основа на тоа, после тоа правиме всушност подетален ресерч на секој од тие главни точки, значи као на пример, која е юзер персоната, на што би реагирала, што стварно интересира, која е конкуренцијата, што збори конкуренцијата, како се позиционирани. Значи, сите тие елементи се трудиме да бидеме што е можно поподготвени и ланчаме еден тон хипотези за да дознаеме колку сме во право или треба да пивотираме негде. Користите алатки за анализа на податоците? Excel. Да. А што му фали на Excel-от? Ништо. Како жар ми се кладе на срцево. Ќе ми помине во време на корона, не знам што е. Значи ќе ме молам, ваква сериозна фирма, Да. се уште да се бави, веројатно немате уште доволно податоци за да ви почне Excel да ви станува ситен, мал и тесен. Значи ве молам. Веднаш да смениме. Значи не веднаш, размислете, Да. размислете, еве ќе ви станеме нашите домакини ќе ви станат клиент ако треба, Да, за да. да се Се слагам. Имавме комуникација веќе, така Ето, да. вети, Готово ние средено. се Да, гледаме да како не тоа. да не биде тоа, да. Да. Знаеме дека Google многу често знае да го менува апито, да ги менува протоколите, да ги менува алгоритми, скрипти и така натаму и така натаму. Проблем ви прави тоа вам како корисници? Како end useri не. На нашите клиенти кои што веќе имаат направено data warehouse, прават API calls и така натаму, од аспект на одржавање, претпоставувам им прави проблем, ама ние не сме вклучени толку таму. Се осеќа разликата во пребарување, во испишување и давање на податоци во срчот, откако Google ќе направи некоја промена на алгоритмот? Како мислите, од кој аспект дали се? Па не знам, да речеме, ако до вчера сум пишувал, не знам, сум напишал Сите резултати, да? септичка јама, например, и прво ми се појавило, не знам, канализација Скопје. Но дали ако откако ќе се смени алгоритмот, јас ќе напишам нели септичка јама и ќе ми даде производители на пример септички јами. И се осеќаат ли такви разлики? Ма во ова време, поготово како што спомна на AI, Artificial Intelligence, он има историја за секој срч што го правиш. Така да во меѓувреме ти ако си правил ресерч на септички јами, може да ти ги појави производителите. Еднашка барав септички јами и сега цело време ми скачаат гомнатки на AliExpress и на Facebook. Тоа е неверојатно, си изнагледав. Купи една и ќе прекине. Сакам да го излажам дека сум зел, ама не ми е етички тоа. После ќе почне да ми праќа тоалетна хартија реклами, ќе почне да ми праќа сервиси за чистење, така да тоа е малце нож со две острици, не знам како да изреагирам. Многу search engine постојат. Има ли некој што му се доближува на Google во однос на квалитет, во однос на пребарување? Постои цел живот, ама тоа е како комшиката од втори спрат, она е тука, ама пошто е стари и дека живее само едноставно можеби да почине, никој нема да примети, ќе излезат мачките.
Има ли некој друг? Чекај да се search engine? опасулјам после на реченицата. Вака, значи, она што ние го гледаме од позадина, Bing дефинитивно го копира 100% Google. Значи, они се отприлика 2-3 години поназад. И се што ни даваат нас како адвертајзери на услуга, се гледа дека го копираат. За некоја индустрија е добар, меѓутоа нема доволно луѓе. Така да, на крајот на денот се свидува за овие клиенти, ние кои што работиме, нели спомнавме високи цени, тие бараат волум, тие бараат повеќе луѓе, повеќе клиенти, како ќе скалираме побрзо. Тоа им се прашања. Веројатно Bing DuckDuckGo. популарноста мислам се должи на тоа дека тоа е дефолт search engine на Explorer, кој што и на Edge, кој што доаѓа автоматски со Windows, па додека нели Explorer и Edge се најдобрите веб браузери за даунлодирање на Chrome и на Firefox. Да. Така да додека тоа е така, претпоставам дека Bing ќе котира уште. Да, ама види има и локациски, например во Сан Франциско е DuckDuckGo. Нивниот главна уникатност е тоа што немаат никаква историја. Демек не чуваат податоци за тебе, не може да ти прават. Сега тоа некои луѓе им се свиѓа. Значи тоа се ептен ниш. Зошто би сакал да срчам нешто и да не го најдам? По цена да не ми Да. да не ми чуваат историјата. Не знам. Има секакви луѓе, нели? Интересно. Многу интересно. Да видиме прашање од публика. Да видиме кај ни се. Еве. Значи, има ли информации колку средства влегуваат во Google преку огласувањето на годишно ниво? Да, има. Можете да видите, побарајте Google Revenue, year over year, можете да видите. И колку е тоа? Не ми текнува бројката на памет, збориме за негде преку 60-70 билиони, мислам, последнава година. Да не се расфрламе многу со пари. Цифри, да. Да, со цифри ве молам бидете умерени. Без разлика што ми кажа дека немате вие како компанија клиенти од Македонија, имаш ли осет колку Македонија вложува во рекламирање на Google? Како се ранкира по однос на потрошени средства? Се ние сме релативно мала земја со ни една вакцина. Имаме ли увид на тоа? Сигурно знаеш од инсайдерски кругови. Инсайдерски не, такви информации инсайдерски не е легално да се шеруваат. Од она што ја можам да го приметам, можам да видам дека луѓе го користат Google пред се YouTube properties, AdSense сегде каде што има поставено, мислам дека на search има многу малце. Кирилица, keyword, тука е проблемот, еден од проблемите. Да, тоа. Има ли Google дедицирано луѓе кои што работат во Македонија за Google? Мислам дека пробуваат да најдат некој сега. Освен за Google Maps, односно Street View, за тоа количето што... Да, не, мислам дека имаат као advertising support ке сакаат да нудат или ако веќе и немаат. Мислам дека видов некој оглас пред отприлика година дена. Дека бараат за овде. А канцеларииче? И па такво нешто канцеларииче малечко. Да, оди да подпрашува луѓе, ти што работиш, за да може да излегуваат побрзо резултатите. Па не заради тоа, него да земе повише пари за Google. Тоа има поентата. It's all about the money, man. Да. Добро, предпоставам дека кај вас тие луѓе што, односно тие клиенти што ги даваат за таа сума на пари, тоа предпоставам дека треба да бидат сериозни, големи компании. Кај нас толку нема компанија која што нема толку средства или немаат слух се уште менаџерите за микротрансакции, односно за микрорекламирање, односно микро-макро рекламирање, нели од таков тип на суптилно пласирање на продукти или нешто друго? Прашањето е колку ти е развиена индустријата, така? Ако имаш доволно компании и самите луѓе се научени да го користат онлайн барањето, не знам, си побарал осигурување онлайн? Сум побарал. Си? Да. За себе лично си барал онлайн? Урко ми го даде. На слика. Така? Лично обезбедување. Урко, да. Актор, Macedonian, H и после другото. Ама животно осигурување, некој продукт без урков да инволвира? Нема живот. Ама дали си побарал? Животно осигурување не сум патничко осигурување сум побарал. До тоа е. Во Америка самото општество е толку
consumer oriented, да се што бараш онлайн, така да има место каде е вниманието на потрошувачите. Така. Кажи ми, Google е многу мокна платформа, многу мокен гигант, кој што, условно кажано, го знаат и деца, иако не знаат од кај го знаат. Има глагол по него, Да, Google и така. Да, Google, така е. Да се изгугла. Да. Мислиш дека Google има можност да влие на политичко-социјалниот живот со нивната суптилност и Да не го претвориме во етичко прашањето, ама дефинитивно да. Ова е сега лично моje мислење. Прашањето е дали Google ги продава твоите податоци или не. Ја мислам дека не. Тоа значи дека ги искористи податоците за да ти од неколку разни причини, пред се едовите. Сака да направи повеќе пари, тоа му е број 1, според мене. Сака да ти понуди подобар производ. Па да, нормално, нели ти ако не знам, го гледаш урко и сакаш урко да го гледаш, така ќе продолжи да ти го дава урко. Сега, тука е моментот, нели има и тој филмот, претпоставам си го гледал, The Social Dilemma. Добро. Прашањето е колку тие твои како да кажам, скриени посакувања, што сакаш да кликнеш, што ти е интересно, колку е тоа здраво. Така. Затоа што ако идеш ти цело време да кликаш по нешто што е, не знам, со негативна содржина, секако по-лесно ќе го кликнеш него да е со позитивна содржина. Сега тука е прашањето какви се правилата, дали треба да има некакви правила од страна. Што пак ќе кажаме е етичко и морално прашање, мислам дека треба, ама тоа е индивидуално. Нашите социјални медиуми во моментов има се разви дилема, има прашање од Васко Деловски кој што е познат на социјалните мрежи, вика дали Google има развиена технологија за читање мисли. Може да предвидиш што сакаш, што ќе направиш, ако е тоа еквивалент на читање мисли. Што е поарно уствари од буквално читање мисли за тоа што Имате сајт, само не ми текнува во моментов, има начин, пробајте, изгуглајте го. Иван Исцелител ОРГ МК? Тоа е едниот, да, ама другиот е можете да видите Google што знае за вас. И ќе ви даде отприлика некакви информации за тоа. Да, има опција, нели, да ако сакаш да ги избришеш сите можни податоци, тоа беше нели ставена како ставка од пред неколку години за заштита на лични податоци, дека можеш да побараш од Google да те забрави. Така е. И веќе да не ти се јави. Еве на пример, минатата недела мојот телефонски број наверојатно протекол негде во некој од тие канцерогени друштва на телефони заразни и ми се јавија за 6 различни работи. И во ниеден момент мислам дека не е Google тука во прашање, туку е тоа веројатно некоја локална фирмичка која што за нешто го има добиено мојот број и го дала на некој од овие кол центрите, па се ми се јавуваат за фен, ми се јавуваат. И мене ми се јавуваат. А мене за фен ми се јави. За фен? За фен. Значи не добро таргетирано. Да, значи добар ден, добивте награда, викам да ајде, пред да ја викам да ве откачам, кажете ми каква е наградата, фен. Викам требало слика да ви пратат заедно со телефонскиот број мој. Неверојатна работа. Знаеме дека Google во одредени држави и како цензурира, иако се прави дека не цензурира податоци и форсира други информации во однос на како одговара политиката. За уркова нешто е Не, ова е повеќе за Трамп. Добро. Тоа дали тоа ви го вас како компанија тоа ви е достапно како информација дека можно е вашиот оглас без разлика што треба да се појави заради X причини нема да се појави. Да, имаме такви на ситуации. одредена геолокација. Имаме такви ситуации и тоа зависи од индустријата. Во Америка се многу регулирани. Ако е било што поврзано со медицина, тука се сите многу предпазливи. Не смееш да употребуваш одредени зборови, не смееш да им кажеш дека има дискаунт. Не треба да не знам, дискаунт на пример, не можеш да им кажеш. Од друга страна не можеш да им кажеш дали се на било каков начин да откриеш они во која таргет група спаѓаат, као машко си, женско си. Ништо тоа што не можеш да го наведеш, што нив би им го земало вниманието. Така. Тоа се тие американци кои што се штитат од се, а уствари од ништо не се штитат. Пред да ја завршиме нашево денешно издание на Дата Муабети со една позната мисла од познатиот како се виката основач на Google Марк Безос, да ни кажеш ти твоја предикција, каде ќе се движат работите во однос на Google, во однос на
адвертайзингот и во однос на другите енџини кои што се појавуваат и кои што каскаат зад Google? Тоа е многу интересно прашање. Имав излагање на All Web. Таму зборам за Artificial Intelligence, која е една од моите најголеми грешки, почнувајќи во 2013, заради тоа што, нели, точно тогаш почнаа оние да си играат со machine learning и така натаму и така натаму. Ја лично мислам дека Google иде на тоа да иде директно до адвертайзерот, наместо да нима нас како во средина, каде што со помош на Artificial Intelligence и познавање на сите луѓе индивидуално, кој што сака наједноставно да стигне до компанијата и да каже колку буџет имаш, колку сакаш по клиент да трошиш и можам за тие пари да ти дам толку. Значи, он збориме за тоа дека ќе направи алатка, софтвер, која што ќе биде вашата компанија, кој што ќе седне, да речеме, една секретарка, тетка, па self-service би требало да биде. После кафето, да речеме, ќе си ги подеси параметрите, не знам, за во однос на сума, во однос на, не знам, буквално како што се прави таргетирање на оваквото. И каде го гледаш тука тогаш местото на вашата компанија, пошто ти кажа дека треба да те наживе. Да. Вака, значи, ова нема да се случи преку ноќ. Дефинитивно е многу длабоко навлезено machine learning, artificial intelligence и веќе во повеќето индустрии ние тоа што го правиме мануелно не можеме да го победиме моделот на Google. Така да она што сега ти останува тебе како адвертайзер е неколку начини, меѓутоа треба да ја обучуваш таа машина, треба да ја помагаш побрзо да учи, за да може побрзо да ти го најде таргет юзерот. На крајот на тоа се сведува. Треба да си и да ја коригираш, да ја пратиш, да ја анализираш, да ја кажеш имаш нови информации ваму. Значи, повеќе на тренинг на самата машина. Секогаш е тако принцип. Тренингот е мајка на повторувањето. Да. Ненад, фала ти многу за друштвото. Тоа беше Ненад Молерович од Lean SEM. Ви благодарам и на вас што бевте денеска повторно после една кратка пауза на Дата Муабети. Денешнава епизода ја завршуваме повторно, ќе кажеме, од една позната изрека, кога првпат го стиснал старт копчето на неговиот Macintosh за да го пушти вебсајтот google.com.mk. Значи, познатиот Марк Безос кажа, ќе пробам да цитирам, кој те има, тој те нема, кој те нема, тој те сонува, така е. Кој те сонува, тој те сака. Да, позната. Да, а ти за тоа представа немаш. Така, гледам и ти си го читал. Поезија? Да, си го читал Марк Безос. Добра ноќ и не заборавајте дека вечерва на www.gg.mk може да продолжите да се дружите со мене и со другите гикови, но не на тема бизнес интелидженс и бази, односно податоци машин лернинг, туку на тема гейминг и машин лернинг во 9 часот. За до тогаш се гледаме, а инаку останете и пратете не за да знаете кога е следниот Дата Муабети подкаст. Чао.